Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Победа на Исламот. Книгата Фат Хе Ислам, Победа на Исламот, на урду јазик ја напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад, основаш на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Таа е напишана 1890 година, а прв пат била издадена во почетокот на 1891 година. इस्लाम चीज़ क्या है, खुदा के लिए फना. Во секое доба по ширењето на темнината на светот доаѓаа пратеници, веровесници и реформатори. Зарем не постоеа претходни книги во време на нивното појавување? Браќа, затоа е неопходно во време на ширење на мракот небеска светлина да се спушти од небесата. Како што спомнавме погоре, во оваа книга Бог им дава радосни вести на верниците за средбата, Ал-Кадр, како негов пратеник и неговиот збор ќе се спуштат од небото во ноќта Кадр, Лейлиту Кадр, ноќта на одредбата. Секој водич и реформатор одреден од Бог секогаш се појавува во ноќта Кадр. Дали вие сваќате што значи ноќта Кадр или ноќта на одредбата? Ноќта на одредбата или Лейлету Кадр е време на густ мрак, чија темнина го достигнува својот врв. Затоа тоа време бара светлина од небото за да го растера. Тоа време доба е символички наречено ноќта Кадр или ноќ на одредбата. Инаку тоа не е ноќ, туку време кое се вика ноќ, заради неговиот страшен мрак. После смртта на пратеникот или неговиот духовен заменик, кога ќе поминат 1000 месеци, што наведува на крај од периодот на еден човечки живот и наговестува дека чувствата човекови престануваат да функционираат, таа ноќ почнува да се појавува. Така од небото тајно се посејува семе на еден или повеќе реформатори. Ваквиот реформатор или реформатори се спремаат да се појават на почетокот на новиот век. Следниот ајет исто така го истакнува овој Божји феномен. Ноќта Кадр е повредна од 1000 месеци. Тоа значи дека онаа личност која го пронајде ова светло од Лейлету Кадр има чест да биде во друштво на реформаторите на своето доба, подобра од онаа на старецот кој има 80 години, а не го нашол светлото на своето доба. Дури и да нашол еден миг од оваа доба, тој миг е подобар од сите негови изминати 1000 месеци. Зошто тој миг е подобар? Затоа што Лейлетул Кадр, Божите мелеци, Рухул Кудус се спуштаат од небото со Божја одредба и со овој реформатор. Тие се спуштаат на спремните срца и да ги отворат патиштата на мирот. Затоа тие постојано се зафатени додека не се отворат сите патишта за трагање на сите завеси и додека мракот не биде остранет и не се појави зората. तकवा की राह से वो. Сега, о муслимани, читајте го овој ајет внимателно и видете како Бог го фали тоа благословено доба, кога во време, кога притреба, Он испраќа реформатор на светот. Зарем вие нема да го почитувате ова доба? Зар со презриви очи ќе гледате на Божите одредби? Затоа, о мокни луѓе на Исламот, слушајте. Јас ви пренесувам порака дека треба со целото свое срце, внимание и искреност да го помогнете ова реформаторско движење, почнато од Бог, со почит да ги гледате сите овие програми и да побрзете да му служите на ова движење. Оној кој може да даде месечно одреден износ според своите можности, тоа треба да го направи како задолжително плаќање и задолжителен долг и треба да води грижа редовно да го плаќа овој придонес. Тие треба овој износ да го постават чисто во Божје име и никогаш да не престанат и оваа должност, да не ја сваќаат несериозно. Оние кои сакаат да ја дадат сумата одеднаш, можат тоа да го направат,
но треба да запомнам дека начинот и системот за главната цел кон кој ова движење може да оди без престан, искрено за верата да уплатуваат месечно според своите можности и самите да определат колку можат да плаќаат, освен ако нешто непредвидливо ги спречи во плаќањето. Оној на кој му биле од Бога дадени средства и кој без предрасуди чувствува внатрешна желба, може за оваа цел да уплати заокружена сума, како донација на додатокот од својот месечен придонес. О, другари мои, драги мои, зелени гранки од дрвото на моето битие, вие кои бевте благословени од Бог и кои сте во кругот на мојата заедница и продолжувате да го жртвувате својот живот и својата удобност на овој пат. Иако јас сум сосема свесен дека вие, што и да кажам, ќе го прифатите и ќе го сметате како своја среќа и никогаш нема да го запоставите она што го правите колку можете, но за тоа служење јас нема од себе да одредам сума како обврска за вас, така што вашите служења да не бидат заради мојата наредба, туку треба да бидат ваше задоволство. Кој ми е другар? Кој ми е драг? Оној што ме препозна. Кој ме препозна? Само оној кој цврсто е убеден дека јас сум пратен од Бог. Оној кој ме прифаќа на истиот начин како што биле прифатени оние претходно испратени. Светот не може да ме прифати мене оти јас не му припаѓам на овој свет, но оние кои ги дарувала природата се оние кои ме прифаќаат и кои ќе ме примат. Оној што ме одбива, го одбива тој што ме пратил, а оној што е поврзан со мене, поврзан е со оној од кого дојдов. Во моите раце има факел, и оној кој дојде близу до мене, сигурно ќе добие дел од ова светло. На оној кој ќе храни недоверба и сомнеш и кој бега ќе биде фрлен во мрак. Јас сум сигурносна тврдина на ова доба. Кој влезе во мојата заштита ќе биде заштитен од лажливите и кратците и од дивите зверови. Кој сака да остане подалеку од моите ѕидови ќе го чека смрт од сите правци. Дури и неговото мртво тело нема да биде сигурно. Кој е оној што влегува во мојата тврдина? Само оној кој го отфрли злото и ја прифати добродетелта. Оној кој ја напушти изопаченоста, стапна врз вистината и се ослободи од власта на шејтанот и стане добар Божји слуга. Секој што прави така е од мене и јас сум негов. Не само тој успева во остварување на оваа јунаштво, кој од всеможниот Бог е ставен под сенка на Музаки, прочистувачот. Бог тогаш го уништува под своите нозе пеколот на неговото јас. Огнот во него се изгаснува и станува оладен, како никогаш таму да немало оган. Тогаш тој почнува забрзано да реди, напредоци еден за друг, додека го прекрива духот на семокниот Бог. И како резултат на посебен феномен, Бог, Господарот на световите, цврсто го втемелил својот сјај во неговото срце. Така неговата стара личност се спалува и на некому се подарува ново и чисто духовно тело. За него семокниот Бог станува нов Бог, заснувајќи свеж и единствен однос со него. На него на овој свет му се даваа средства за дженнетски живот. Овде јас не можам да се воздржам, а да не ја изразам својата огромна благодарност на семокниот Бог, кој со својата сомилост и добрина никогаш не ме оставил сам. Оние кои постигнаа братство со мене, здружувајќи се во оваа заедница, која беше основана од Бог, со негова собствена рака, се вдахнати со единствена боја на љубов и преданост. Ваквите вистински души кои се исполнети со искреност, кои Бог ми ги пратил, не се постигнати со мојот труд и напор, туку во целост се посебни Божји благодати. Јас имам една неизмерна желба во своето срце, да го спомнам својот духовен брат, чие име заради неговата искреност, светлост е Нурудин. Јас секогаш гледам со желба на некои негови услуги, кои тој со својот халал, имот
ги направи за ширење на исламот. Кога би можел јас да правам такви служби, сликата на неограничената Божја моќ и власт ми доаѓаат пред очи, колку неговото срце е наполнето со преданост за верата. Јас се восхитувам како Бог ги привлекува луѓето на својот пат. Овој човек стои решен и секогаш спремен да го жртвува сето свое богатство и сета своја моќ и собственост што ја има за послушноста на Бог и неговиот пратеник. Моето убедување е засновано на искуство, а не само чисто оптимистичко мислење, дека не зборувајќи само за имотот, тој секогаш е спремен да ги жртвува својата чест и имот во мое име. अज़ाबे सईर है अंजाम फासिकों का अज़ाबे. Кога би му дал дозвола, тој би жртвувал се на овој пат и би дошол овде да живее со мене. Така тој би бил физички близок со мене, како што веќе духовно е близок. Како, например, јас на своите читатели им давам копија на неколку редови од неколку негови одговори, за да укажам како мојот драг брат Маулви Хаким Нурудин од Бера, лекар во државата Џаму, напредуваше на патот на љубовта и преданоста. Овие редови одат вака: Маулана, учителу мој, водачу мој, еселаму алейкум ве рахметулахи ве берекатуху. Господине, мојата молитва е за секогаш да останам во друштво на имам Узаман, имамат на ова доба, да добијам сето разбирање за чија цел тој, муџадид, е пратен. Ако ми биде одобрено, јас ќе дадам отказ на својата должност и ќе останам во ваша служба ден и ноќ. Или ако вие наредите, јас ќе патувам по светот и ќе ги повикам луѓето кон вистинската вера и ќе го дадам својот живот на овој пат. Јас се ставам себе си на вашиот пат. Она што го поседувам не е мое, тоа е ваше. Почитуван водичу и духовен водичу, јас молам, многу искрено ако треба, моето богатство и имот да бидат потрошени за ширењето на верата, јас ќе ја постигнам својата цел. Ако претплатниците на Брахеен бидат нервозни заради задоснувањето на печатењето, ве молам да ми дозволите да ја направам оваа беззначајна услуга и од себе да ги подмирам сите нивни наплати. Мој почитуван учителу и водичу, овој безвреден и понизен слуга моли, тоа е моја желба и јас ќе го сметам тоа како среќа, да ми биде одобрено да ги преземам на мене целиот трошок за печатењето на Брахеен. Тогаш целиот износ кој ќе излезе од продажбата на оваа книга може да биде употребен за вашите потреби. Мојот однос кон вас е по примерот на Фарук, а јас сум спремен да жртвувам се на овој пат. Ве молам, молете се мојата смрт да биде на ниво на вистински предан верник. Несебичните услуги на Маулви Сахиб го надминуваат со далеку поголем сјај, искреност, храброст, симпатија и преданост она што е изразено во неговите зборови. Само од љубов и преданост тој би сакал за овој пат да даде се, дури и основните средства за живот на неговото семејство. Неговата душа возбудена од љубов предложи тој да преземе поголем товар отколку што има моќ. Тој во секоја доба и во секој момент ми е во служба. अज़ाबे सईर है अंजाम फासिकों का अज़ाबे सईर है. Денес го завршивме 7-миот дел од книгата Победа на исламот. Еселаму алейкум.